А овие денови пролетно-летни, особено при вечерните моменти или во вечерните часови, добро е да поминеме квалитетно време, а секогаш сакаме да дадеме еден соодветен предлог за тоа и следната наша тема ќе биде токму таква. На наше задоволство имаме гости од италијанската амбасада, поточно почитуваниот амбасадор на Италија Паоло Палминтери и на културното атеше на амбасадата на Италија, професорката Сонја Мизерендино. Тие се наши гости денеска за да може да го представиме или да се запознаеме за овогодинешното издание на веќе добро познатиот филмски фестивал кој што е организиран од амбасадата на Италија во Скопје. Започна вчера вечер во кинотека, ќе трае се до сабота, значи имаме време до 14 јуни со проекции секоја вечер со почеток во 20 часот и се разбира слободен влез за сите оние кои што ќе сакаат да бидат во публиката. Ќе зборуваме во продолжение со моите гости за тоа пошто се издвојува ова издание на недела на италијанскиот филм. Тие најавија дека ова е навистина една специфична 25-та недела на италијанскиот филм во Скопје, па ајде малку повеќе детали во продолжение. Добро утро и добро дојдовте во утринска на Телма. Buongiorno e benvenuti. Dobro utro do vas e do gledacite na Dobar dan, Telma. zdravo, zdravo. Cosa distingue questa edizione della settimana del cinema? Da qualche anno siamo in grado di mostrare dei film molto recenti e che hanno ottenuto risultati Можеме да представиме актуелни нови филмови кои што имаат одлични резултати и кај критиката и кај гледачите и одлични резултати и на меѓународните филмски фестивали. Тоа секако привлекува многу публика и поради квалитетот на програмата која што вклучува многу етаблирани режисери, одлична актерска екипа и поради тоа навистина сме задоволни и горди. Одлично. Инаку Андријана, која што ни е позади камерите и која што е асистент во италијанската амбасада, ни помогнува за преводот, се разбира сето тоа да биде синхронизирано и разбирливо за нашата публика. Имаме инсерти, тоа би требало да се дел од трейлерите од филмовите кои што се дел од неделата на италијанскиот филм. Се разбира дека во текот на разговорот ќе ги погледнеме. Може да се осврнеме и на самата организација на овогодинешното издание на италијанската недела или филмскиот италијански фестивал со оглед на тоа што најавивме дека е навистина поспецифична, поразлична и нешто што публиката треба да го види. Avete dei partner con cui avete organizzato questa edizione? Il progetto che ha portato questi film Проектот кој што ги донесе овие филмови во Скопје се вика Italian Screens и е соработка помеѓу Италијанското министерство за надворешни работи, Cinecittà, најголемото филмско студио продукција во Италија и Министерството за култура во Италија. Благодарение на ова соработка успеавме навистина да донесеме актуелни нови филмови кои што воспротивно би било тешко да се презентираат. Веќе во втора година овој проект ни дозволува да представиме навистина високо квалитетна програма и да го донесеме најдоброто од италијанската кинематографија, навистина репрезентативни филмови кои што ги прикажуваме токму во Скопје. Така, и бидејќи нели секоја држава се соочува со различни предизвици во било каков сектор, особено во периоди кога во тие различни сектори има подеми и падови, па ако зборуваме за филмскиот сектор во Италија, тогаш може да ја слушнеме и вашата оценка во однос на моменталната состојба токму за овој сектор во вашата земја. Se guardiamo dal punto di vista degli incassi, доколку зборуваме за заработката на кинематографската продукција во Италија, би рекол дека е одлична. Во 2023 година, односно 2024 година, навистина огромен успех се постигна со филмот И утре е ден на Паоло Кортелези. Оваа година успехот е поделен помеѓу повеќе филмови. Од гледна точка на квалитетот, навистина би рекол дека имаме доста добра понуда. Би кажал дека сите филмови кои што ги донесавме се како уметнички, така и продукцијски навистина одлични остварувања. Патувањата се омилена тема
речиси на секој од нас, особено кога одбираме дестинации за патување, сакаме некаде да отидеме и да уживаме, но исто така и сакаме да гледаме филмови со патување или убави дестинации. Ова недела на италијанскиот филм е посветена на темата патување, па како овој концепт се поврзува токму со избраните наслови. Abbiamo individuato questo tema come filo conduttore che lega Ја realmente избравме оваа tutti i film тема in како programma, заедничка нишка што ги обединува сите филмови во програмата, бидејќи се поврзува со темите третирани во сите филмови, а меѓутоа интерпретирана нормално на различни начини, поаѓајќи од физичкото, буквално патување, се до метафорично патување, разбрано како емоционално, емотивно патување, екзистенцијално, како што е она во филмот Партенопе, во кој што ги следиме фазите на созревање на протагонистката. Потоа, исто така и во филмот Избезумени ќе имаме можност да оствариме едно патување низ психолошките состојби на протагонистите. Најпосла со последниот филм ќе следи едно патување во светот на жените протагонистки, 18 жени протагонистки на филмот Диаманти на Оспетек и ќе нели ги спознаеме женските карактеристики кои што се вклучени во тој филм. Вчера вечер беше отворањето на фестивалот. Зошто го одбравте токму филмот за наслов за Иан Горацијата, филм со кој што се отвори самиот фестивал и каква беше посетеноста, односно одзивот на публиката? Per l'inaugurazione. Quindi abbiamo deciso di iniziare di aprire la nostra rassegna con Решивме да го отвориме фестивалот со Партенопе, бидејќи се работи за приказ на кој што навистина го погодува гледачот и од гледна точка на фотографијата, но исто така и приказната. Режисерот е добитник на Оскаровец, кој што е навистина познат. Имаше вчерашната вечер одличен успех, голема публика го следеше, околу 250 гледачи филмот. Сработи за филм кој што е победник на награда на фестивалот во Кан, добитник за награда за најдобра фотографија. И освен тоа е добитник и на важни награди. 15 номинации освои за наградите Давид Ди Донателло и 10 кандидатури номинации за наградите на Астрид Ардженто. Значи, навистина современ филм кој што е квалитетен и кој што е препознан како таков и од меѓународните фестивали и публика. Различни жанрови се наоѓаат на самата програма, селекцијата на самите филмови опфаќа различни жанрови, нешто од тоа и начнавте во вашите одговори, но добро е да знаеме што се во склоп на овогодинешното 25-то издание на Италијанскиот филмски фестивал во Скопје ќе понуди во однос на жанрови, поточно од кои се жанрови се филмовите во програмата. Allora, i generi veramente sono molto vari. Жанровите се различни, секако. Одат од комедија, романтична комедија, забавен филм, како во Избезумени, потоа Заслепеност, третира една историска драма која што е посветена на темата на италијанското движење за обединување. Потоа имаме драма за психолошкото созревање на ликот и исто така и драмата е вклучена во програмата со филмот Партенопе, кој исто така има и фантастични елементи, и комични елементи, и Диаманти е исто така драма која што има комични елементи.
comico con quello drammatico. E anche La vita da grandi che tocca un tema И филмот како големи, кој што е трогателна тема ја покажува вештината на авторот да третира вакви тематики со елементи на комичност, што е навистина интересно да се погледне. Го споменавте филмот Диаманти, филмот со кој што ќе заврши фестивалот на 14 јуни. Претпоставуваме дека избраниот наслов е символичен, но ајде малку повеќе за неговото значење. Per chiudere in bellezza, Со еден прекрасен наслов, кој што е многу сакан од публиката. Тоа е последното филмско остварување на Ферзан Оспетек. Филм кој што беше оценет како еден од неговите најдобри дела, особено во современото творештво. Добитник на наградата Давид за гледачите од гледачите во 2024 година и номиниран за Nastro d'Argento. Работа за филм кој што е полиедричен, кој што ја слави силата, отпорноста и истрајноста на жените. Како што кажавте, символичен е и насловот, бидејќи секако ја пренесува скапоценноста на жената, исто така и во поглед на отпорноста, на внатрешната сила на жените. Накратко, Оспетек сака да принесе порака дека секоја жена е единствена, скапоцена и исто така силна, моќна, како диамантите. Пред да ви се заблагодарам за вашето гостување и да посакам успешна недела на италијанскиот филм, со оглед на тоа што е 25-та и се одржува во континуитет. 25 не е така мал број, за да се формира секоја година една одлична програма која што ќе задоволи публиката, а при тоа ќе го прикаже италијанскиот филм во едно вистинско светло. Од тука кратко, Сонја, или како завршеток, колку е предизвик да од година во година, како човек кој што работи во дел од организацијата во склоп на италијанската амбасада, колку е предизвик да се формира ваква програма, а при тоа сето тоа да биде успешно веќе 25 пат поред. Sicuramente è uno sforzo. Се работи за труд, кој што заложба кој што ја вклучуваме. По трагитон или трасираниот пат на успешноста на овој фестивал, успеваме во соработка со институциите да донесеме навистина релевантни филмови и не само да донесеме веќе реномирани автори, туку и да го донесеме оно што е ново. Новите и автори кои што се во подам, секако работиме на тоа доста време пред прикажувањето на фестивалот. Тоа е работа неколку месеци. Секако влегува и работата за правата за прикажување на филмовите, преводот и така натаму. Македонската публика е секако навикната веќе на високо ниво на италијанските филмови и затоа држиме до тоа програмата да биде добра. Да, тоа ќе сакав дели дополнително како завршен збор да го побарам од амбасадорот. Не, вие си кажавте и со тоа можеме да го заокружиме и нашето денешносно, вашето денешно гостување или нашиот денешен разговор со кој што ги покануваме нашите гледачи и македонската публика, оние кои што можеби биле дел од публиката во минатите изданија на недела на италијанскиот филмски фестивал, да уживаат и оваа година. Слушнавте каква е програмата и колку всушност интересни филмови ќе можат да се погледнат се до 14 јуни. Рековме во Кинотека на Македонија, влезот е бесплатен. Ви благодарам за вашето време и за тоа што секогаш сте наши гости, за да може да ги информираме нашите гледачи за оно кое што е во организација на италијанската амбасада, поточно на амбасадата на Италија во Македонија, како и оно што е од интерес за македонските граѓани.
Vi ringrazio ancora per essere stati i nostri ospiti e per aver presentato gli ottimi contenuti di questa edizione della settimana. Grazie a lei e grazie a Telma per l'interesse per le nostre attività. Ви благодарим и на вас и на Телма за интересот за нашите културни активности. Ви благодарам, Андријана, ти благодарам за преводот и јас верувам дека ќе уживаме во следните денови во одлични италијански филмови.